Денеска православната црква ги празнува полагањето на појасот на Пресвета Богородица, светиот Генади, патриарх Цариградски и свештеномаченикот Кипријан. Полагање на појасот на Пресвета Богородица. По своето успение, Пресвета Богородица му го дала својот појас на апостолот Тома. Тој појас подоцна е пренесен во Цариград и е чуван во запечатен ковчег во Богородичната црква Влахерна за дужбина на царицата Пулхерија. И никогаш не бил отворен овој ковчег се до времето на царот Лав Мудриот. Сопругата на Лав, царицата Зоа, душевно оболела и според некое таинствено видение посакала на неа да се стави појасот на Пресветата Богородица. Царот го измолил патриархот, ковчегот се отворил, појасот се изнесол и бил ставен на болната царица. Царицата веднаш оздравела. Во спомен на тоа чудо се востановил овој празник. Еден дел од тој појас се наоѓа во Грузија, во Зигдит. Имено, ќерката на царот Роман се исцелила од тој појас. Па подоцна, кога татко ја омажил за царот Абхаз Грузијски, таа понела еден дел од тој појас со себе. По заповедта од рускиот цар Александар била изградена посебна црква во Мингрелија во Зигдат, каде што се чува тој дел од чудотворната облека на Светата Богомајка. Поуки од светите отци. Никогаш не сум видел никој да се поправи преку гнев, туку секогаш преку љубов. Тогаш тој е спремен дури и на жртва. Значи така треба да постапуваш. Земи се себе си за пример, како се смируваш со викање или со љубов. Свети Јосиф и Сихаст. Светиот Генади, патриарх Цариградски. За патриарх дошол после светиот Анатолий, современик на светиот Макријан и светиот Даниил Столпник. Во негово време бил основан славниот манастир Студицки, викан така по сенаторот римски Студий, кој дошол во Цариград и со благослов на Генади му подигнал црква на светиот Јован Претеча и до неа изградил манастир. Бил многу кроток и воздржлив. Никого не сакал да запопи ако не го знаел целиот псалтир. Председатствувал на помесниот собор во Цариград, на којаната миса на Симонијата. Правел чуда и во визија го дознал својот крај. Управувал со црквата 13 години и му се представил на Господа мирно во 471 година. Поуки од светите отци. Доколку не си радосен, што и да сториш, дури и твоето покаяние и твојата љубов нема да бидат вистинити. Старец Емилијан Симонопетриски. Свештеномаченикот Кипријан. Се родил од неверни родители и самиот бил воспитан во многубоштвото. Постанал бележит во Картагина како учител по философија и реторика. Бил оженет, но кога постанал христијанин, престанал да живее со жената и се предал на деноноќен труд околу проучувањето на Светото Писмо и усовршување на својот карактер.
Поради неговите необични добродетели, бил избран за презвитер, а набрзо и за епископ. Колку бил милосрден кон христијаните, толку бил тврд кон еретиците. Раководен од Светиот Дух, напишал многу поучни дела. Особено силно пишувал против идолопоклонството, јудеизмот и ереста на новаци. Многу убав и прекрасен му е написот за девството, како и за мъчеништвото и за милостината, за трпението, за молитвата Господова и така натаму. Пострадал за време на Валеријан и Галиен во 258 година. Пред смртта се помолил на Бога, го благословил народот и оставил 25 златници да му се дадат на джелатот, кој ќе треба да го убие. Недостижна величина и големодушност на вистински христијанин. Поуки од светите отци. Човекот најмногу страда од мислите што не му се потребни. Старец Тадеј. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую